Најавеното повеќекратно намалување на цените на катастарските услуги, кое треба да стартува веќе од септември, ако и претходната власт во февруари ги зголеми дури за 300%, е уште еден обид на актуелната власт за олеснување на граѓанските давачки кон државата, со што ќе се заштити и нивниот стандард. Според граѓаните, иако катастарските услуги не се услуги од секојдневна нужност, сепак нивното вреднување по некои пристојни цени и тоа како е важно за скромниот македонски семеен буџет. И сиромасите нека видат малце уба и на бел ден, тоа е добро, се што се намалува се е убаво. Па претходната власт ги крена премногу ги зголеми цените на услугите. Претера е ова во ред е сето тоа. Тие што има имоти, тие да се секира. Ние имотите веќе ги зарадиме. За нас шо еднаш на 10 години или 50 години, че тоа не значи за нас многу. Па треба да намалат да има претерано, че ние сме мали пензиите. 38 години се стаж има виден или пензија зедов. Треба да се намали. Високи се цениве. Било за тоа, било за овие прехранбени производи. Нешто подобро ќе дојде за граѓаните така. Иначе ако има повеќе пари, па ќе остане за буџетот да има пари. И граѓаните да има пари и буџетот да остане кој да треба. Од друга страна, она на што во најскоро време се надеваат граѓаните е дека ваквиот тренд на зауздување на со години галопирачките цени ќе почне да се применува и во нивните секојдневни животни потреби: телефонијата, струјата, здравството, храната. Како прво да се намалат за храната, претежно храната. Значи, најпоќе парите тука бегат во храната. Значи да се стопираат некои работи, да цените, да речем, давачките да се стопираат. Одржување на струјава е 500. Така. Одржување на линијата 450. Значи за струјава 1000. Што да зборуваме паќе? Тоа треба да го укина. Инаку, како што веќе е познато, премиерот Мицкоски најави враќање на стариот тарифник за катастарските услуги, односно како што беше до февруари годинава, кога агенцијата одлучи да ги поскапи своите услуги дури за 300%. Сега, уписот на стан и сите придружни елементи, како квадратура, земјиште, заеднички простори и гаражи, ќе се врши одеднаш и тоа ќе чини 1250 денари. Во последниве 7 месеци за овие услуги граѓаните плаќаа најмалку по 3750 денари. Со ова поевтинување се очекува дека повеќе од 1 милион евра ќе останат во џебовите од граѓаните. Потоа ќе се забрза процедурата за добивање на овие документи, а ќе им се стави крај и на корупцијата и криминалот во овој сектор.